Добар ден, почитувани гледачи, убаво попладне и емисијата во него Очи во очи на телевизија 24, со вас ќе бидам јас, Исо Мухич. Оние кои прогнозиравте дека довербата на владата во грчкиот парламент ќе помине, бевте во право или погодивте. Тука и ќе застанам, не одам понатаму што тоа ќе ни донесе, дали тоа ќе биде добро или лошо, во секој случај она што е факт е дека договорот од Преспа ќе продолжи, тоест ќе биде на дневен ред на актуелната влада на Грција, која ја доби довербата. Гледате интересно пресликување практично како и што имавме овде. Тука имавме 80 гласови, во Грција 151, значи токму на минимално двотретинско мнозинство плюс 1, 151. Велам ќе биде Преспанскиот договор ставен на ратификација од понеделник следната недела и ајде токму затоа да оставиме за такви теми деликатни политички да разговараме кога ќе им дојде и времето, да се посветиме на нешто друго, предлагам во оваа емисија, малку да се од глобалната политика која секако не засега нас да преминеме и на она зашто и подиректно не допира, а станува збор за една интересна тема која и што туку се случува, веќе ја гледате, дали со законот за антикорупција конечно ќе се застане на пат на корупцијата. Со почетокот на оваа емисија и собранието, исто така, во истиот термин, 16 часот, гласа за предлог законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, тоа по скратена постапка. Нашите репортери се во собранието и доколку имаме нешто конкретно таму, секако ќе се вклучиме во текот на емисијата, а предлагам затоа да разговараме на оваа тема која е актуелна, во толку повеќе што Државната комисија за спречување на корупцијата не функционира, речиси цели 11 месеци или откако во март лани, минатата година, по објавувањето на ревизорскиот извештај за нејзиното финансиско работење, ревизорите забележаа сериозни сомневања за малверзации. Доколку имаме гледач на линија, еве јас ви посакувам добар ден и добре дојде во емисијата, па ќе разговараме во чекор со вас секако. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па таква како што беше и подобро што не работеше, да ти кажам право. Само трошкови ќе ни правеше. А немаше ништо да постигне или нешто да донесе да го подобри животот во Република Македонија или да нешто заврши некоја работа што е во интерес на граѓаните на Република. Значи подобро што не работеше. Вие да имате член во антикорупцијска кој ќе ви каже за веки за векова точка, а вие прашувате чекај за тој така, тоа е се знае што е работа. Чим овој закон дигна толку прашина во собранието помеѓу пратениците, па едните и другите се напаѓаат меѓу себе кој го кочија притиснати од времето, му знаат дека мора да го донесат, значи дека нешто ќе се случи добро. Никој не се задоволни од носењето на овој законот. Ни позицијата, ни опозицијата. Можеби и начинот на бирање на новите членови на антикорупцијска е можеби за нив малце како да не кажам збунувачки, па може и малце поише ги плаши. Так. Ја очекувам дека можеби на крај на времето веќе, а пошто сме под меѓународна присмотра и мониторинг, дека ќе почнат некои работи барам тука да се движат во позитива. Очекувам времето да го покаже своето. Се надевам дека луѓето што ќе бидат избрани нема да бидат како досегашните да го гледаат личниот интерес, туку напокон некој ќе почне да работи за оваа парче земја во кое сите се колнеме, го сакаме, што се вика крв ќе дадеме, до последен здив ќе дишиме, ама да не направиме крава музара, да ти кажам право. И така да, ете јас како досегашен песимиста и релативно малце оптимиста, очекувам дека ќе мрднат работите. Бар во овој дел, очекувам, затоа што сепак сето ова се работи поради тој голем меѓународен притисок што го имаат владеачката партија и коалиционите партнери и меѓународниот мониторинг, така да доколку сакаат најверојатно и ми е кажано поддршка меѓународна ќе мора да почне. Така, ви благодарам што се јавивте. Да,
песимист или оптимист, ја знаете, она песимистот вели да, јас сум само добро информиран оптимист, но се надевам дека има секако барем тука причина за оптимизам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав од Битово. Благодарам. Видите вака, корупцијата во нашата држава или на балканските простори е како некој вирус, застапена дори во семејствата, во приватните домови. Меѓутоа, ако зборуваме конкретно за нашата држава, од кога се осамостоивме, од 91 година, значи имало на километри, да речеме така, толкави долги корупции. Меѓутоа сега, еве, постојала таа антикорупција, потоа се, како некој хотом промаја, се расчленила, па поново ја воспоставили така натаму. Кој дошол на власт и со какви намери, така и ја држеле или ја растурале ова антикорупцијска. Меѓутоа, нашиот народ и нашите луѓе, мислам, функционерите се толку многу корумпирани, што на антикорупцијската ќе му треба друга антикорупцијска да проверува неа. Затоа што од свесни сме уште од минатото дека ако некој имал некаков проблем, тој бил благовремено информиран, баш од членови на антикорупцијска, да заземи став, да се спаси, да побегне, да скрие, да изгори некој документ и така назаму. Навистина, тоа е факт со кој сме се соочувале порано, а и сега се соочуваме. Јас мислам дека ова антикорупцијска ќе биде пак и самата корумпирана, затоа што во неа и понатаму ќе влезат не или стари нови членови, да речеме, кои веќе се искусни стари воти и знаат како да фатат јагне. Благодарам многу за внимание. Благодарам што се јавивте. Само кратко, еве, новата антикорупцијска комисија би требала да биде со надпартиски членови, односно законот за антикорупција предвидува всушност дека нема да може да конкурираат кандидати кои од членови на кои биле членови на политичка партија во изминатите 10 години. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програмата. Благодарам. Па вака, ако тие се надпартиски, значи независни, да се радуваме дека ќе бидат онака како што треба да бидат, ќе работат за доброто на македонскиот народ, ќе ги откриваат сите оние аномалии и нечесни значи работи, односно посегнување по имотот, богатството на државата. Ако бидат онакви какви што беа претходните, поарно ич да не доваѓаат. Тоа зошто ни се? И овдека би прашал, дали претходните, значи, одговара за оно што го направија нечесно. А е нечесно затоа што тие средства што се ги припишаа на себе, не една, две, колку бија тие примања, платили што ли беа, и ги вратија. Тоа значи дека ако ги вратиле, се виновни. И затоа сакам го потенцирам ово, значи, овие што ќе дојдат, да не бидат такви како нив, а ако бидат, да бидат казнети најстрого што може да биде. Затоа што тие се поставуваат на тоа место да го штитат интересот, значи, и средствата на државата да не се трошат, значи, на нечесен начин. Секој еден кој што ќе биде, значи, открие дека тоа го прави, ми се чини дека не треба да биде огласен со иницијали ТТММ или не знам како, треба да биде тоа јавно истакнато дека, значи, тие, значи, пратеници ќе бидат ли, директори ќе бидат ли, политичари ли ќе бидат, министри што ќе бидат. Тие, значи, се огрешили према законот и треба на јавниот стол да бидат истакнати, со тоа што ми се чини дека поќе ќе има пример да не се прави тоа во однос на останатите. Благодарам што ме сослушавте, поздрав. Благодарам, да, секако ваков разговор и коментари во секое време. Само кратко исто, еве, како дополнување и дополнителна информација. Интересно е тоа што беше постигната согласност помеѓу владеачкото мнозинство и опозицијата. Со други зборови, СДСМ прифати дури 20 од 40 поднесени амандмани од страна на ВМРО ДПМН. Добар ден за следниот гледач. Повелете, во програма сте. Најдете ми маш
или политичар во Македонија што ќе е запред корупцијата. Затоа што толку е мала Македонија, да кој е сват, кој е братучет, кој е тетин, така да таа работа не биде. Само едином Ал Капоне го затворија за данок што затају. За данок, да. Тука може да се најде само мар. Иначе корупцијата во цел свет е. Мафијата нема шанса, луѓе. Сватите дека за Македонија како мала земја, реков, кој сват, кој братучет, кој ова, кој ова. Само данокот кој ќе го затаиме. Ал Капоне го затворија за тоа. Не може да го затворат за антикорупција. Благодарам, пријатно. Благодарам и за вашето јавување. Инаку, законот е испратен на експертско мислење до Европската комисија и оттаму е добиена позитивна оценка. Ете, во контекст на ова, како ќе се развива, ако имаме позитивна оценка, хајде да видиме дали ќе има и нешто позитивно од законот. Добар ден за следниот гледач, повелете. Имаме ли гледач? Да, ве слушаме, повелете. Да, дали ќе застане на пат на корупцијата? Никогаш во оваа држава нема да застанат никој. Сите се корумпирани. Сите крадеа што беа на власт, пратеници, директори, заменици, што знател. Затоа тие трчат по тие пратенички места, по тие директорски места и заменици и такви работи. И кој да дојде, нека биде и од антиполитика да биде. Од ни една партија да не биде. Пак ќе го купат човекот. Ќе му дават 100.000 евра. Имат пари. Во државата има толку пари. 100.000 евра ќе му дават и пак тој ќе биде уште покорумпиран од тие што треба да ги прегледа тамо. Нема. Гледате како би бегат овие луѓето надвор. Мислиш дека сами бегат? Зарем државата не е толку способна да ги држи тие луѓе присмотра? Му бегат пред очите. Пред очите му бегат. Човекот сакаше да убива човек и 13 години, запирка 6 месеци таму имаше затвор. Избегнал. Како би избегнал? Направил дупка испод куќата. Како избегал човекот? Зарем ова држава нема полиција, нема кој да ги гледа. Чудна работа. Да. Ова држава се наопако оди. Јас кажав, пак ќе кажам. Во ова држава 10 паметни, умни луѓе за 10 години Куба ќе направат од ова држава. Ова држава има се. Има рудници, реки, планини, злато, се има. Ама 1,5 милиони становници, жители, 3 милиони крати. Тука е проблемот. Бидите поздравени, пријатени, убав ден. Благодарам, убав ден и за вас. Очигледно на владата и се брза овој закон да биде изгласан. По нејзин предлог на законот му е ставено европско знаменце. Рената Десковска смета дека тоа е, изјави дека заради обидите да се блокира неговото донесување со голем број амандмани. Но, како и да е, во секој случај клучно е антикорупцијската комисија да се формира пред председателските избори. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, господине. Повелете во програмата. Значи, јас ќе ви дам еден пример за во Германија, кога Хелмут Кол беше од истата таква една антикорупцијска објавено неговото манипулирање со парите на државата и беше истакнат низ цела Германија секаде. Так. Овие наши партиски пулени кои што беа на власт и се на власт и што биле на власт, секогаш таа антикорупцијска е правена од нивните редови. Значи, нас ни треба антикорупцијска со меѓународен фактор. Значи, да нема нашите никаков удел ни во буџет, само да ги пратат тие што се в парламент и на високи функции и да се дозлет од кај ни имотот. Мислите дека нема да има ефект ова што као надпартиски членови ќе биде? Ќе има тоа, ама кај нас во Македонија не е можно, сите се тие партизирани. Значи, кај нас не постои или се леви, или се десни, или се СДС, или се ВМРО, значи, или се ДУИ. Значи, во оваа држава од 2 милиона луѓе, 1.800.000 се партизирани, па и бебињата ги партизираат. Значи, нас ни треба меѓународен фактор за да може да го очисти како во државата. Така. Ние имаме над 45 милионери, а 7 милиардери во Македонија. Та антикорупцијска никој не се зафатила да ги прашат од кај им се парите на сите тие милионери во Македонија. Значи, еден парламентарец
Еве, јас од Кичево селом. Еден Да. што е во парламентот од Кичево, тој имат, не знае колку стано имат. 3 имат овде, 2 во Охрид, 1 во Лондон. Од кај му се тие пари нему? Па да, со други зборови, колку илјади пати треба да би биде поголема платата за да антикорупцијска почне да се занимава со потеклото? Срамота е, значи срамота е да се зборува за нешто што сите го знаеме ние, па и пилците го знаат и врапсите. Значи треба да му се стави крај таква антикорупцијска да има, за да може да им застане на опаш на овие ајдути и јапаш и арами. Се најубаво и пријатно. Благодарам за јавувањето, се најубаво и за вас исто. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Видите сега, мора да прифатиме дека е позитивен исчекор тоа што се договорија позицијата, опозицијата, 20 амандмани прифатени од 40, така да, мора да најдеме пат за натака. Корупција постои во целото општество, не само во Македонија, немојте. Ја живеам надвор од Македонија во Европска унија, исти е случајот. Корупција постои секаде. Овде се направија обиди да се направи еден пат за спречување на корупцијата и мислам дека е исправно. И тоа треба да го поддржиме. Не треба ние фрустрирачки да дискутираме кој земал колку пари имал, како имал. Тоа е сега, тоа се работи од друг аспект. Според вас законите, санкционирањето се клучни, нели? Она што рековте, има корупција секаде, но дали ќе паркирате на зелена површина, таму нема, тука ќе паркираат, пример банален, условен, затоа што нема да го казват. Значи мора да гледаме Македонија да влезиме полека во европски патишта и полека да ги средиме работите. Многу е позитивно што опозицијата и позицијата се договорија да се изгласат овај закон. Да, тој закон сигурно ќе помогне, да знаете. Мислам дека е позитивно, немој све да гледаме негативно. Ова држава мора да оди напред. Така. Тоа е патот, немаме друг пат. А напред одиме полека сега. Нормално и европските земји имаат исти проблеми, али полека и ние ќе се обучиме да бидиме малку подобри од претходно. Така, Европската комисија даде позитивна оценка. Законот е одлично донесен и треба да се продолжи натака. Благодарам. Благодарам што се јавивте. Ете, да, СДСМ прифати 20 од 40 поднесени амандмани од опозицијската ВМРО ДПМН, но она што е интересно по барање на ВМРО ДПМН, значи еден од амандманите, се однесува на тоа што сега отпаѓа старото, претходното решение, кое значеше дека и физички лица можеа да имаат можност да пријават незаконско работење на политички субјекти, сега тоа отпаѓа, односно новото со прифаќањето на амандманот, всушност само политички партии, државни институции и граѓански здруженија кои се занимаваат со владење на правото ќе можат да пријавуваат криминално работење на партиите за време на изборна кампања. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програмата. Господине, поздрав до Канал 24. Благодарам. Ја еден предлог имам, господине. Да, повелете. Ова што е корупцијска комисија да се избере, ама да биде на чело најкоруптираниот човек што е во Македонија. Од он ги знае кои се коруптирани. Аха, интересно. Така да, инаку другиве може да знаат, ама нема да ги откријат. Он ги знае сите кои се коруптирани и точно ќе каже што е. Ја го предлагам господинот да се врати Груевски. На чело он сите ќе ги открие. Оти сите го гонат него, а он ќе ги гони нив сега. Фала што ме заслушавте. Благодарам што се јавивте. Добро, но секаде има криминал, корупција, треба да се утврди, да се докаже, па ете тогаш да се коментира. Добро. Добар ден за следниот гледач, повелете. Имаме ли гледач? Да, се слушаме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Дали со законот за антикорупцијска конечно ќе се застане на патот на корупцијата? Да. Ниту се застанало, ниту ќе се застане. Во толку повеќе што речиси 11 месеци не работи ова тело, Државната комисија за спречување на корупција. Државната комисија за корупција не работи, а мислам дека 20 членови има што се запослени, а не се отстранети. Аха.
и тие си взимаат редовно плата по 1000 евра. А што сработија за 11 месеци? Ништо. Значи, секој ќе биде функционер, ќе има корупција, а никој нема да биде објавен. И за никој нема да се поведе дело. А ако некој многу ситни пари проневери, тој ќе биде кажуван секој ден на телевизија. А тие што носат со сками и пари, тие никој пат нема да бидат кажани. Тие ќе бидат прави, тие ќе бидат херои, тие ќе бидат добри, за доброто на народот, а никој не прави добро на народот. Кој ќе бидат во комисијата? Нема да бидат од СДС, нема да бидат од ВМРО, нема да бидат од УЈ. Од кој ќе бидат? Надпартиски членови, се вели така да. Дека кои не се занимавале со партија, да? Сите што се у функција, сите се партиски, нека не го лажат народот. Нека не му фрлаат петал во очите и да му викат јас сум за народот, не сум од СДС, не сум од ВМРО. Сите лажат, сите се навредуваат. Никој не го поведе обичниот граѓанин. Никој не му подаде рака на болниот. Никој не му подаде рака на сиромавиот. Сите се влечат, сите носат. Сакам до кај ќе втасат. Пријатно и многу фала. Пријатно ви благодарам. Новата антикорупцијска ќе може да проверува сметки на политичари само доколку претходно отвори постапка и за тоа веднаш ќе мора да го извести политичарот за кој отворила случај. Ова е исто така еден од амандманите кои беа прифатени вчера на Собраниската комисија. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Па бога ми, не знам каква корупцијска комисија да се формира. Со нашиот народ, со нашите криминалци, тешко може да се случи нешто друго, мислам, позитивно. Пред малку добро рече госпоѓата, сјаши курцо да се попне мурцо. Ете така е кај нас. Каде имаме ние партиски неопределен човек? Во земјава? Никаде. Па и деца се партиски определени, малолетни. Па ете барем декларативно да не се занимавал со политика, да не бил инволвиран. Нема таков, господине. Народот го знае, прочитани се како стара книга сите. Јас вака би кажал, бидејќи јас сум од Куманово. Да. Ме познаваат по гласот сите. Так. Јас сум пеницилин за такви. Нека ме предложи некој, нека ме стават, ќе запамтат како работи антикорупцијска комисија. Ова до сега што работеше толико години, кого фати, кого стави тамо каде што му место? Ниту еден, само се зборува за нешто и после грешка бе, тој човек е чист во право е. Ете така е. Јас би се предложил сам себе. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и на вас што се јавивте. Добар ден за следниот гледач, повелете. Да, се исклучи гледачот, имаме ли гледач на линија? Јани? Да, во програма сте, повелете, добар ден. Само момент да телевизорот да би исклучам. Не забележавте, да малку тонот, јачината на звукот. Да, се слушаме? Да, тука сум, да. Па вака, дали ќе се спречи корупцијата кај нас во Македонија? Да и се застане на патот, да. И јас, значи, ако сум бил многу пати оптимиста за мојата македонска земја и држава и народ и се, сепак сега сум песимист со оваа власт, пошто не може човек кој е премиер, така наречен, нелегитимен премиер на оваа власт, а и 3 пати аболициран криминалец, да спречи корупција во наша Македонија. А толку да речам криминалци, значи што беа околу него или во неговата партија, ги ослободи, преку сео, значи ги ослободија, кои значи режираа прислушување дека други криминали, гледаме дека во овие 2 години власт на оваа влада, толку нивни високи партиски функционери, дебели милиони евра се ставија на своји сметки, си делат своји пари, има судирни интереси, синови, керки нивни земаат дебели стипендии, еден прелепчанец ни пратеник Локвенец лапна 100 и нешто илјади евра за негов син за стипендија, а сиромашни дечиња таленти, екстра таленти, значи за школување, за учење, не може
да помислат на евростипендија да земат. А каде ли 100.000 евра да земат стипендија? Плюс тој Локвенец, нели, како пратеник, нели, лапна некаде над 200.000 евра за негова фирма, наводна некоја иновација че правил. Така слични, значи, пратеници од оваа власт, нелегитимна власт, лапна милиони евра од наша Македонија. Јас, од една страна, ако се борат жестоко за името Македонија, за македонски интереси, за подобар живот на сите Македонија. Добро, благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, господине. Повелете, добар ден. Добар ден, еве од Неготино, Марија на телефон. Драго ми е. И мене. Јас би предложила да се формира антикорупцијска за антикорупцијска. Прво, начално. Затоа што довербата наша апсолутно е на нула, испод нула, што се однесува до овие антикоруптивни субјекти што ги предложува власта. Како второ, за поздравување чинот што е направен во однос на амандманот со Сдружени сили на ВМРО и на СДСМ. Така. Навистина, тој чекор требаше да се направи многу поодамна. ВМРО да направи нешто со неколку негови членови, да навлезе во СДСМ, да се решаваа многу проблеми во однос на сите работи што се досега случија за двојазичноста, за она платформата, за сите работи што народот ги смета како негативни, да се направеше нешто, да беа малку попаметни од ВМРО, па тоа да го заеднички да ја завршеа работата како сега со овој амандман. А не да шетаат по улици и да креваат тупаници, да повикуваат на нереди, да повикуваат на немири. Затоа, ВМРО треба да се освести заедно со господинот Мицковски, да се освести Мицковски и неговото раководство, да направат нешто заедно со господинот Заев, кога веќе планира господинот Заев да оди оваа држава напред, а и ние со него. И народот со него. За да оди напред, потребно е само тоа. Благодарам што ме изслушавте. Секако, ви благодарам и на вас што се јавивте. Од СДСМ коалицијата, од СДСМ соопштија дека прифаќањето на амандманите од страна на опозицијската ВМРО ДПМН е токму со цел зајакнување на законот за спречување на корупцијата. Добар ден за следниот гледач, повелете. Па вака гледам позади тебе на реклама вечера од 18:15 прашање на чест. Мислам, телефон се бавта со мафијази, тамо мафиози и такви работи. Таман го лиши законов, мислам, за Елиот Нес, системот Елиот Нес, работава недопирливи. Немаме шанси да им дадеме, да им стапнеме на опашките. Дека има, ситуација, но дали сега мислите ќе може тоа да се застане на пат? Овој закон е бетер од хорор филм, човеш. Хорор филм. Да не смееш да пријавиш дека прави ајдуку, дека прави макинации и чуда. Само смеево посебни особи да прават, да пријавуваат и тие работи. Па кои се тие специјални особи што ќе пријавуваат? Ја не ми е јасно таа работа. Еве да види народот. Нарочито вие што влегува на 27 април пред 2 години, кого бранеле, да видат амандманите што ги дале, да ги прочитаат, да видат што стои тие амандмани од таа патриотска партија. Да видат што се нудело и што морале овие да прифатат као па и нив као не им одговарал исти, како нив се и тие едници и другите у иста тиква. Ја бркаат работата. Така да луѓето нека сватат кои им носи закони. И кога ќе реше после, не е по закон, а кој го донел тој закон, само прашај си, стај си прст на глава. Поздрав, пријатно. Поздрав, ви благодарам што се јавивте. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Господине, само сакам да кажам дека Македонија, значи, од пред 2-3 дена е завиена во црнило. Во црнило е завиена Македонија. Немам коментари, тоа е. Добро, ви благодарам. Добар ден, повелете доколку имаме гледач на линија.
разговараме за законот за антикорупција. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, прво добро е што вие не сте Сашо. Секоја чест за вашето водителско однесување кон граѓаните. Законот за антикорупцијска. Тој закон ќе важи само за ако крадеме 100 чевапи и една стека цигари, пак таа антикорупцијска комисија секојаш е врзана со власта. Значи тука завршивме. Меѓутоа, се запрашуваме на работа. Сакам да дебатираме со вас. Нема да вреѓам ништо и нема да ме исклучувате, кратко е времето. Пример. Сакам да ви кажам една работа. Денеска излегува Бујар Османи и јавно кажува на една телевизија зошто да го потребувам орело. Секоја чест на албанците. Ги поздравувам. За останат македонски народ, еднаш кажав, немој да се лутите и на ова, дека Хитлер погрешно ги товараше во вагоните, други луѓе требаше ние да се одиме. Не ме исклучувате. Еве сега што е Македонија за мене. Македонија е за мене исто како ромите. Сегде ќе не има во свето, а никаде ќе немаме своја држава, како ромите. Значи, јас тука се поврзувам. И се уште ние се бавиме македонците. Со ова или со она. Абе, луѓе, жолти елеци во Германија ја здрмаја. Зошто се плашиме да излезиме на улица? Зошто не сакаме својата држава? Од секоја сакаме друг да ни го реши проблемот. Јас ги сакам овие. Мислим, меѓутоа, не помагаат ништо. Ние сите знаеме да лајме, исто и ко мене, сум бил на многу собири, сакаме од дома да лајме. Не вреди од дома, на улица ако е сакате Македонија. Мислам, не со смисол со оружје, нема да ме сватите погрешно. Не, јасно. Само така се решава проблемот. Благодарам што се јавивте. Ако ништо друго ете со јавувањето барем некое олеснување и некое позитивно чувство би требало да се очекува. Јас верувам дека може би нешто друго. Сепак следат сите, следат политичарите, следат оние за кои разговараме, еве конкретно и сега, и ако ништо друго ете верувам дека може би ќе се размислува нешто околу тоа, па и конечно пак следен чекор може и да биде и нешто друго. Добро, добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, прекрасен ми се чини и сад бевте, а и добар ден телевизија CNN. Така ве крстев јас од денеска и се слушаме? Да, во програма сте. Ви благодарам, почитуван прекрасен водител. Значи ја ве крстив CNN, телевизија светска. Што сакам да кажам? Јас сега моментално сакам да кажам, имам формула за она што го употребува вулгарно граѓаниве македонци, стани мурто да седни курто. Ја би го преформулирам. Стани мујо да седни грујо. Од сега сите граѓани наместо да биде она вулгарното, да биде стани мујо да седни грујо или стани грујо да седни мујо. Ете само толку една корекција за тие зборови, да не звучи толку вулгарно, ами ми се чини дека овие зборови ќе да се прекрасни. Ако се прекрасни, ако не се, нека ми биде здрави живи македонците, а за корупција само да се појави нека опасна змија питон, што никој не може да ја сонува ни на сон и сите да ги проголта како ракија жолта, ете тогаш ќе нема корупција. Иначе корупцијата кај нас не сите изврзани како свински црева, и затоа толку се крева врева, а никако да се спречи. Толку од градо Херој Прилеп ве поздравувам, Исак ми се чини бевте, секоја ви чест на CNN телевизија, односно 24. Поздрав од Прилеп, чао. Благодарам што се јавивте, ете, предпоставам дека и ова комплимент за CNN. Во секој случај продолжуваме со темата, разговараме за законот за антикорупција, кој во моментов се гласа во собранието и ете, се прашуваме гласно и размислуваме дали конечно ќе се застане на патот на корупцијата. Повелете доколку имаме гледач во програма сте. Добар ден. Повелете. Вака, да направиме една анализа сите антикорупцијски комисии што помина во овие 27-8 години, да речем и 30, која има прелазна оцена. Секоја антикорупцијска комисија се врзуваше со власта и никого ништо не казна.
никого ништо не открија. Тие се, како да кажам, маша на власта да не фаќа жарје со раце. За каква комисија сега зборуваат? Антикорупцијска комисија може да се одбери. Прво човекот да се види од корен кој е, што има спечалено, што има украдено, што направил, такви луѓе да се избират, а не од партиите. Мој толку, твој толку. Но што личи то? Уште ли такви работи ќе правиме? Јас, например, излегував на шарената револуција ради тоа антикорупцијска комисија што го правеше то. И да се сруши то. Се сруши то, бетар дојде овие. Сега не ги критикувам. Бетар. Затоа што знам, сум упатен и гледам, и ги снимам, и пребележувам што прават, како крадат. Се знае, од еден до друг се шушка и се разбира. Како може, уште не влегол, дали било градоначалник, дали било директорче, а бе одма друго диши, други возила, други раскоши од кадето, од платичката. И која е таа антикорупцијска комисија што ќе застанит? Ќе му речат, и гледаш парите, торбичкава, доста ти се, сакаш повеќе, еве ти повеќе, да чутиш. И што ќе ти кажеме тоа да правиш? Ние треба на тие антикорупционери да им градиме чипови за откривање на мислата што мисли во... Благодарам. Инаку се предвидува кандидатите да ги објаснуваат своите кандидатури пред јавна расправа, пред собранието. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете. Гледачи коментира разно и јас да се приклучам во нивните коментари. Ако и ова антикорупцијска комисија биди како претходната, подобро да не биди. Јас имам еден предлог да се донеси закон за потекло на имото похитно. Зошто го зборувам ова? Ова го зборувам од причини што претходната влада и сите уназад влади народот го покрадоја, го дотераја до гола кожа. И на згорадното му пуштија извршители. Тој народ да работи и по 2 смени, и по 3 смени, и печатница за пари да отвори дома. Нема да ги плати извршителите. Тука е главниот проблем. Верувајте, ова го зборувам од причини што во тоа време останале луѓето без плати, несакајци не можеле да плата. Овој му зема 20, не може да плати 2. Овој зема 50.000. Тоа е катастрофа жива. Тука е најголемиот проблем кај оваа држава. Се додека не се донеси закон за потекло на имото, џабе се. И антикорупцијска, и не знам каква е уште комисија. Тоа се само пералници на пари, ништо друго не се. Дај Боже да му функционира. Еве, јас посакувам да функционира. Али ако биде како претходната, прачам на тој господин од Тале. Еве, и јас сум од Прилеп да ви кажам. Значи, збор не кажува за криминалот на ВМРО. Па по-покварено владење од ВМРО, јас досега во моите 64 години немам сретнато. Мада и другите не бе свеќи на замирисање. Али по-покварено владење од ВМРО, да го кажа на цел македонски народ, ти сега страна ВМРО, ама има лижа. Ви благодарам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Поздрав од Кичево, Николже Петрески, редовен гледач како и сите. Благодарам, поздрави до вас. Благодарам. Јас потполно се сложувам сега со претходниот, ама не се сложувам со една господја и после неа господинот Тале од Прилеп. Точно што спомна овој господин. Значи, целата македонска јавност виде, една господја спомна, живеела во Црнила овие 3 дена. Па господјата може цел живот црно така ќе гледа со нејзините очи. Значи, реалност и вистината е една. 11 години ние живеевме да избереме ова антикорупцијска комисија да биде честна и коректна. 11 години живеевме во криминал, кој државата знаеме колку пари се оплячка, каде избега тие од ВМРО ДПМН во Грција, едни од Хасан, други од бугарско презиме, едни од албанско, третиот во Маѓарска, 800 километри подалеку, четвртиот се бега за нападот за 27. Значи, сето тоа треба да излезе на видео. Значи, сега излезме влада која стварно оваа влада се бори
да донесе антикорупцијска комисија која ќе работи за секој и секој еднакво за сите граѓани во Македонија. Нас тоа ни тебе, тоа го бара Европа, тоа го бара Америка и морат да го донесеме. Сакам да кажам дека треба да биде јасно на целиот македонски народ. Доста е со крадење, доста е со лажење и фала Богу што сега и ВМРО ДПМН прихвати некои амандмани кои заеднички ќе ги донесат и ќе бидат во интерес на сите граѓани на Македонија, а не да ги напаѓа медите. Спомнува Заев, спомнува Трајко, Петко Рајко. Не, оне што треба да ќе се одговара, оне што украл сите знаеме. Ама тоа све треба да биде со доказ. А доказите допрва ќе бегуваат за владењето на 11 години на таа власт криминална која владееше со овој народ, кој го оплячка, кој не смееше ништо да учина да каже, а од денес натака имат слобода да кажува што сака. Цело време молчеа. Поздрав и се негово. Поздрави до вас, довидување. Добар ден, повелете во програмата. Добар ден, господине. Повелете. Ова антикорупцијска комисија, мисла, поноја составот парламентот, нели? Пратениците. Да. Значи, не може да биде независна. И да бидат независни луѓе, кои не се политички определени, сепак тие луѓе, утре кои ќе дојдат до некој предмет, ако е дали од едната страна или од другата страна, од политичките опозиција или опозиција, сепак таа комисија не ќе може да превзе никакви мерки. Значи, тоа значи, ова е без предметов, без никакви подобрувања, без никакви благодати ќе ова комисија антикорупцијска. Тоа што се сложиле ти од ВМРО и ДПМН, тие се сложиле сами за себе, како што се сложија сега. Ние формираме специјално молителство. Истите и едните и другите се сложија. Специјалното јавно молителство функционираше и се надавне сите гледаме спас дека ќе завладее правото во Македонија во Република. Меѓутоа, кога дојде времето да се спасат едни содружените да останат на власт, тие корумпираните кои ги притвора, кои ги затвора, кои заради ним беше тоа специјално обвинителство формирано, сега тоа обвинителство изгуби поверење, во народ дојде на нула, не стане независно, нигде го нема. Тоа требаше специјално обвинителство да ги потегне, дури ако да имаше такви кривични дела и премиерот и претседателот, меѓутоа тоа не се случи. Значи безпредметно е. Кај нас треба да народна власт, не на улици излегување ги поддржава. Меѓутоа директно влегување во парламент, културно, фино и на народна власт да се формират, не е зависно. Да не лижеме, да не масираме, ние да се удвараме на политичарите за личните потреби, како претходниот, да не масираме се азикот по телото, него да им кажеме тоа и тоа, за да треба во државата, за да има, да живеат сите праведно и праведно. Значи не владее правото, не владее законот. Тоа селизмот го немаш. Добро, ви благодарам за коментарите. Добар ден, увелиме на следниот гледач или гледачка. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака сега, ова со антикорупцијска комисија, како и претходните 27 години, е мачкање очи на народот и на ова Европа што бара да имаме такви комисии. Ако направиме анализа до сегашните антикорупцијски комисии, отворите една емисија, викните ги еден по еден гости, нека дојдат со список сите претходни што биле во таа комисија и прашете ги кој функционер одговарал за корупција. А знаеме овие 27 години, генерално повеќето над 90% од опинци стана газди, што се вика. Од што нема леп да јадат, стана богаташи. Значи, претходната антикорупцијска беше фатена во скандали како илјадници евра испокрадоа државни пари за нивни патни трошоци, се уште не одговараат кривично. Лекот е таа антикорупцијска комисија, председателот и членовите да ги бира председателот на држава или конкретно да бидат надворешни лица од, да кажеме, Светска банка, не знам овие што не наблюдуваат, што ни даваат заеми. Нека ставаат Франци, ќе видите како песмата ќе биде другачија. Значи, додека не почне да функционира закон за потекло на имот, конфискација и големи казни, ќе имаме ние криминал и сите политичари ќе ја злоупотребуваат својата функција
и политиката ќе се доживува како најдоходовна професија со можност за обогатување за 10 животи. Само законот за потекло на имот може да... Благодарам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. И овај господино што зборуваше пред мене, фантазии невидени, бидејќи нема кој тоа да го спроведе. Кој тоа ќе го спроведе? Имаме ние луѓе тука во држава за тоа нешто се спроведе? Чекајте бре луѓе. 30 години во омамини сме. И пак на тоа и долетни сме. Никако да се освестиме. Тешко нас. Никако патот кон хармонија, вистинскиот живот да го фатиме. Од себичности. Немарност, тромост, мрзливост, равнодушност, нечувствителност. За вредности не можеме на ваков начин ниту да съмнуваме. И ти, господине Николче, од Кичево, исти како талета, само од другата страна. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Имаме ли гледач на линија? Добар ден. Разговараме за Да, во програма сте, повелете. Ало? Да, повелете. Закон за антикорупција. Да, значи врска се фаќа случајно, иначе ако сакаш нема фаќање врска. А така тога е во кнап, тап и готово толку. Ете, се Ајде радувам. сега за антикорупција да кажеме нешто. Ајде, повелете, ваше. Што да кажеме? Што да кажеме кој е корумпирана Европа, е корумпирана тие капиталисти, а камо ли овие нашите голтари што ги ставивме да бидат представители на партии, на влади, министри во овие 20-30 години што ги стававме, што Македонија распарчија уште од 91-а, 2-а, 3-та почна да распарчуват. Се што беше на народо, отиде во раците на некои си за 24 часа постанати капиталисти. И сега тие плаќаат на таа влада, плаќаат на другата влада само за да бидат капиталисти. Го продаваат народниот имот, ја продаваат народата, макар ја уништуваат човечката судбина на секоја фамилија, нема прираст на население, нема работници, нема квалификувани кадри, нема што ти знам ова она, а се е поврзано со корупцијата. А таа пуста наша корупција не може да се искорени со овие влади и владетели никош. Затоа што од расипани порасипани биле, ама еве кај нас нема решето сито или терк по кој може да се стане председател на партија, по кој да се стане председател на влада, председател на собрание, нема кај нас терк. А ако се соберат најрасипаните, ќе го изгласат тој и готово. Затоа треба појавување на нешто ново, нешто нова македонска чиста партија која што ќе биде човечки усмерена и ќе води ред и за тие, и за албанци, и за срби, и за македонци, и за бугари, и за сите, човечки да биде, кантерот точно намери и тоа се наново. Се наново, од судство, до полиција, до просвета, до Академија на науки, се наново се стави, наново антикорупцијска, се наново, ете тоа може да разговори. Иначе вака, ќе ни нудат комајаги чашка мед со капка осов и така ќе отидеме. Благодарам што се јавивте. Добар ден за следниот гледач, повелете. Почитувани, ви благодарам на сите вас што се јавивте. Време е тука да го завршиме нашето дружење, но ви останете со програмата на Телевизија 24. Почнавме во едно убаво попладне кое прераснува во убава вечер. Јас ви посакувам таква да ви биде целата вечер. Довидување.